23 ревизорски извештаи од минатата година во која се нотирани незаконски трошење на пари на граѓаните се испратени до обвинителството. Ова го откри главниот државен ревизор Максим Ацевски во емисијата Бизнис 21 за извештајот кој наскоро треба да се објави. Жал има состојби кои што се алармантни, како ревизорскиот извештај на Агенцијата за управување со одземини, од каде што утврдивме некаде околу 445 милиона денари неуплатени средства во буџетот на државата или за повеќе години или некаде околу 7 милиона 212 илјади евра. Вели институциите најчесто не сакаат да постапуваат по препораките на ревизорите, а ревизиите покажале дека граѓаните не добиваат услуги и квалитет на живот за кој плаќаат милиарди евра годишно. Имаме катастрофални состојби во здравството. Таму се е алармантно, додава Ацевски. 2/3 од јавните здравствени установи се нефункционални и неодржливи. Имаме набавена опрема која што стои со години неотпакувана. Жалостна е таквата состојба. Вие да набувате опрема, да не направите проценка дали имате просторни услови, дали имате човечки ресурси, дали таквите човечки ресурси се едуцирани да ја користат таквата опрема и така натаму. Замислете, вие купувате авион, а немате пилот. Прашан дали првата антикорупционерка Татјана Димитровска, осомничена во предметот адитив, требаше да си поднесе оставка, Ацевски изјави. Јас силно верувам во презумпцијата на невиноста, се дека судот не го докаже спротивната, јас верувам дека таа е невина. Ацевски кажа дека таа раководела со ревизорската екипа токму за ЕСАМ, каде за ревизија на 2 јавни набавки обвинителството поднело обвинителен акт. Праша зарем тоа не е доказ за незината професионалност.